Денеска темата која што веќе ја најавив и на Facebook страната е 5 нешта со кои што покажуваме почит кон нашиот Бог. И сега се прашувате кои се тие 5 нешта, нели? Прво нешто што ни доаѓа на ум е добро да во кои 5 нешта. Ајде ќе ги погледнеме уште на самиот почеток. Тоа е времето, срцето, нашето тело, талентите или дарбите и парите, богатството, нашиот имот. Овие 5 нешта некако опфаќаат се што ние сме. И за сите овие 5 нешта, за да можеме да му служиме на Бог, бара вера. Со вера понекогаш одвојуваме време, верувајќи дека Господ ќе го благослови. Со вера му го предаваме срцето. Со вера нашето тело му го посветуваме. Талентите, парите и така натаму. Исто така, за сите овие 5 нешта ќе забележите, ако го истражувате Словото, дека постои библиска заповед. Библијата јасно укажува дури и заповеда дека овие 5 нешта треба да му ги посветиме на Бог. Овие 5 нешта, доколку ние не му ги дадеме на Бог, времето, срцето, талентите, телото и парите, верувајте, често пати му ги даваме на ѓаволот. Често пати завршуваат со тоа што ги предаваме на гревот. Размислете малку. Парите, колку луѓе кои што не живеат побожно, парите ги даваат на коцкање, на пиење, на пороци и завршуваат во многу други работи. Колку луѓе имат проблеми денес како разговарате со овие нешта. Тие велат ќе си живеам за себе си со моите пари и на крајот му ги дават на ѓавол. Талентите, колку луѓе своите таленти, дарби во овој свет ги даваат за гревот. Телото, срцето, времето и така натаму. За сите нив ќе зборуваме поотделно. Сега, денеска нема да имаме време да ги опфатиме сите 5 нешта, затоа всушност денеска најавувам серија од 5 проповеди и првата проповед денеска ќе ни биде посветена за времето. Како да го почитуваме Бог со своето време. Или со други зборови, ние Бог го почитуваме и со нашето време, кое што решаваме да му го дадеме. Ако читаме во Ефесијаните, 5 глава 16 стих, таму Павле вели: искупувајте го времето, зашто дните се зли. Или мудро користете го времето, затоа што овие дни се зли. Живееме во едно зло време, кое што има тенденција да го краде нашето време. Затоа ние треба да го искупуваме, треба мудро да го користиме. И како го користиме мудро? Еден од начините е со тоа што учиме дел од своето време да му го предаваме на Бог. Учиме нашето време да му го посветуваме на Бог. И за нас времето со Бог, за нас христијаните, не е некаква можна опција или хоби. Често пати луѓето така си размислуваат, па дури и христијаните. Па добро, тоа е опција, можам да бидам со Бог, па и не морам. Нели, ако денеска најдам време ќе си бидам со Бог, но времето поминато со Бог за нас не е опција. За нас тоа е императив, неопходност, заповед. Тоа исто како што на телото му треба одмор. Ти не се прашуваш дали ми треба да спијам. Замислете да одлучите да поминете 10 дена без да спиете. Ќе издржите ли? Нема да издржите, телото ќе колапсира. Замислете да одлучите да живеете без да јадете. Ја знаете онаа поговорката, вика: таман го научив магарето да не јаде и умре. Не можеме. Замислете свеќето да го држите без сонце. Ние тука имаме некои растенија и Даниела вика: на ова растение вене му треба сонце, мора на сонце да го ставиш, мора на топло да го ставиш. Исто и ние сме создадени за да бидеме заедно со Бог. Кога сме одвоени од Бог, ние венеме, ние умираме. Затоа за нас времето поминато со Бог е императив. Тоа е неопходност, не е опција. И ние мораме да научиме како времето да му го даваме на Бог. Како да го почитуваме Бог и со своето време. И кога велам време со Бог, на што прво помислувате? Време поминато со молитва, да.
Но тоа е едно од нештата во кои што нашето време му го даваме на Бог. Кога поминуваме во молитва, ние поминуваме време заедно со Него. Но исто така ние поминуваме време со Бог и кога читаме Библија. Времето во читање на Библија е време поминато со Бог. Ние му даваме време на Бог исто кога доаѓаме на богослужба. Еве денеска вие одвоивте време за да бидете тука, така ли е? Оние што не се тука, знаете ли зошто не се? Затоа што решиле тоа време да не му го дадат на Бог. Некои може би се спречени, но голем дел од нив одлучиле дека имаат нешто друго што треба да прават. Може би ги мрзело да станат рано, да се разбудат, да дојдат. Што и да е, вие сте одлучиле денеска вашето време да му го дадете на Бог со тоа што ќе дојдете на богослужба. И тоа е време со Бог. И со ова време вие го почитувате Бог. Со тоа што сте тука присутни, вие искажувате почит кон Бог. Исто така кога му служиме на Бог, пред малку покажавме настан, Night to Shine. Некои од вас се пријавија како волонтери и одлучија тоа време да го посветат таму, да бидат таму и да го жртвуваат тоа време, да му служат на Бог. Понекогаш имаме потреба да посетиме некого или да излеземе на улица да евангелизираме, да им кажеме на луѓето за Бог, да поделиме трактати, да поделиме нови завети. И тоа е време зададено за Бог. Но кога ние зборуваме за времето со кое што го почитуваме Бог, често пати ние правиме две грешки или два пропусти. Ние имаме две забуни по прашање на времето. Прво, ние многу пати забораваме дека ние немаме контрола над времето. Дали сте свесни за тоа нешто? Ние немаме авторско право над времето. Ние не можеме да одлучиме, ајде јас ќе си живеам 100 години. Кој одлучува за тоа нешто? Одлучува само Бог. Ние немаме никаква контрола. Слушайте што пише во Псалм 31, вели: моите денови се во твојата рака, Господи. Сите наши денови, па и денеска, ние за овој ден ние не знаеме дали ќе го завршиме до крај. Нито еден час од нашиот живот не ни припаѓа нам. Затоа секој еден ден што ние го имаме е подарок. Ние немаме контрола над времето. Псалм 90 вели: научине да ги броиме нашите дни или да ги цениме нашите дни за да придобиеме мудро срце. Кога сваќаме дека секој ден од животот ни е подарок, тогаш го цениме многу повеќе, нели? Проблемот е што многу пати ние мислиме дека имаме контрола над нашето време. Дека ние можеме да си правиме различни планови. Читаме во Јаков, тој ги предупредува луѓето токму на ова нешто. Апостол Јаков вели: што знаете вие за утрешниот ден? И од каде знаете дали утре ќе бидете живи? Тој продолжува и вели: вашиот живот е како утринска магла, ќе се појави за кратко и набрзо исчезнува. Што сака да каже Јаков? Јаков вели: немој да се гордееш и да кажеш: леле, јас ќе правам многу планови, ова ќе направам, тоа ќе направам, вие ќе видите јас што ќе правам со мојот живот. Јаков вели: ти утре не знаеш дали ќе бидеш жив. Твојот живот е како магла. Научи да ги цениш деновите и научи да му благодариш на Бог. Научи за секој ден да кажеш: фала ти Боже, да се моли за секој ден, бидејќи ние не знаеме што следува утре. Ние немаме контрола над времето. Ниту пак можеме да го продолжиме. Ти не можеш од 24 часа да направиш 25. Сите имаме исто време дадено секој ден. Секој има само 24 часа. Јас немам повеќе од тебе, ниту од мене. Да се обидуваш да го продолжиш времето, некој рекол е исто како да пресечеш долниот дел од чергата и да го сошиеш од озгорната страна за да ја продолжиш. Ќе успееш ли? Не. Чергата пак ќе биде иста. Што би правил ако знаеш дека имаш само уште 10 дена од животот? Ако знаеш дека ти остануваат само уште 10 дена, што би правил? Некој би рекол: ќе земам кредит, ќе земам 100.000 евра, ќе се прошетам низ цел свет, ќе уживам, па после нека враќат тие после мене. Некој би рекол: би се опил, друг ќе каже: ќе уживам. Нели, често пати прва помисла ни е: дај да се одадам на раскош, бидејќи уште вие 10 дена мислам. Гледате, грешниот човек, световниот човек, тие 10 дена време ќе гледа да ги искористи во грешни работи, во порочни.
Ќе гледа да ги искористи телесно, плотски за своето тело, ќе каже, ќе се изнуживам, ќе јадам тогаш се што не сум пробал до сега, ќе ги трошам парите да видам се што не сум видел. Но духовниот човек, знаете ли како ќе размислува да го троши тоа време? Ќе рече, кидам, ќе се помирам со тие со кои што не сум помиран. Кидам, ќе им кажам за Исус на тие што не сум стигнал да им кажам. Ќе гледам да поминам повеќе време со моето семејство. Ќе гледам да поминам повеќе време со Бог. Духовниот човек ќе размислува така. Но ајде да не чекаме некој да ни каже дека имаме 10 дена од животот. Зошто не размислуваме така секој ден? Зошто би го правеле тоа само ако знаеме дека времето ни е кратко? Бидејќи на краиштата пред малку кажав, никој од нас не знае колку време има. Не знаеме дали имаме 10 дена, дали имаме 1 или имаме уште 50 години. Дај Боже да имаме и 100. Ама во секој случај, Јаков не подсетува дека треба мудро да го користиме времето. И апостол Павле вели, бидејќи дните се лукави, вели, искупувајте го времето, користете го мудро. Втор проблем со нашето време е што ние не знаеме да си поставиме правилни приоритети за времето. Или не го користиме балансирано. Замислете некој да ви даде 10.000 евра и сите 10.000 евра да ги потрошите на едно нешто. Ки си кажете, па добро бе, нели знаеше да ги распоредиш? Требаше дел од тоа нешто да искористиш и за ова дел и за ова. Ако ги потрошиш сите само на патување или сите само на одмор, тоа е немудро користење на ресурсите. И времето е ресурс. И затоа Бог очекува да го распределиме мудро. Ако читаме во книгата Проповедник, таму пишува за се има време или се има свое време. И секоја работа под небото има свое време. Има време кога ќе се родиш, време кога ќе умреш. Ако читате таму пишува има време кога се радуваш, време кога плачеш, има време за војни, време за мир, време за радост, време за утеха, време за свадби, време за погреби, за се има свое време, вели проповедникот. Сега, ако има се свое време, како тоа ние наоѓаме време за се, ама не наоѓаме време за Бог? Знаете ли кој е најчестиот изговор кој ќе поканете некого на богослужба? Немам време. Кој ќе го викнеме некого за да оддели време за Бог, изговорот извини, немам време. Немам време, не можам. Некако имаме време за се, истиот тој човек ќе го видиш по цел ден седи во кафана, нели, наоѓаме време за да сме на телефоните по цел ден, наоѓаме време за да гледаме серии, наоѓаме време да отидеме кај комшиката на кафе, наоѓаме време да спортуваме, да трчаме, наоѓаме време за се, ама за Бог кога ќе ни кажат, извини, немам време, не можам, немам време. Но тоа не е вистина. Да, има еден пријател кој што го поканив на богослужба, и тој ми рече, немам време од сабајле да дојдам, имам некоја обврска. А баш тогаш богослужбата ја сменивме попладне. Беше летно време, тогаш правевме такви рокади. И му реков, па не е богослужбата од сабајле, попладне е, можеш да дојдеш. И тој малку се замисли, се штрепна. Вика, извини, и попладне немам време, имам тогаш некоја обврска. Човекот си најде одма нешто изговор. Но гледате, проблемот е што ние наоѓаме за се време, но немаме време за Бог. А дека немаме време, тоа не е точно. Прашањето е дека времето за Бог не ни е приоритет. Тоа е проблемот. Но, ајде сетете се во една прилика кога Исус отиде на гости во домот на Лазар. Лазар кој што нели беше 4 дена во гробот и Исус го воскресна. Лазар, ако не знаете, имаше две сестри. Како се вика? Марта и Марија, познатите сестри. Сега, кога тој дојде во домот, Марта и Марија беа таму. Марта, таа реши, бидејќи Исус доаѓа, реши да се зафати за работа. Таа почна да приготвува во кујната храна, да расчистува се. Ама во сета таа нејна работа, таа всушност не му посвети внимание на гостот, на овој скапоцен, важен гост. Додека Марија, наместо да го прави тоа, знаете ли што одлучи? Таа остави се по страна, и работа во кујна, и дома, се. Таа седна покрај нозите на Исус и цело време слушаше што тој зборуваше. Таа уживаше да биде покрај него. И на крајот, кога Марта дојде и се налути и рече, учителе,
кажи на Марија да дојде и да ми помогне, ја тука сама цел ден трчам низ кујната и работам. Знаете што ја рече тој? Тој рече: Марто, Марто, ти се грижиш за многу работи, а само едно е потребно. Марија го избра добриот дел. Гледате што каже Исус. Тој сакаше да ја каже на Марта: Марија постапи правилно. Марија најде време за мене. Не дека другото е погрешно. Не е погрешно да спремате ручек, да расчистувате, не е погрешно за сите тие работи да се грижите. Но погрешно е ако во сето тоа вие не најдете време за Исус. Погрешно е ако вие не му посветите време на Исус. Исус дошол во твојот дом, а ти имаш време за се, а немаш време да видиш покрај неговите носи. Сега ќе си речете: па добро бе, пастор, ако Исус дојде во мојот дом, па и јас ќе седнам со него. Знаеш ли дека ако си христијанин, Исус секој ден е во твојот дом? Прашањето е: колку време поминуваш со него во твојот дом? Или наутро кога ќе станеш, право се залетуваш сите работи да ги вршиш, трчеш ова да правиш, она да правиш, на крајот ќе помине денот, изморен си, легнуваш. Исус е во твојот дом, а ти не му обрна внимание. Тогаш си како Марта, не како Марија. Затоа Исус кажа како треба да постапуваме. Многу христијани на таков начин се однесуваат и за молитвата. Тие сметат дека молитвата е неважна и не треба да ѝ се посвети време. Но погледнете, ако читате во Стариот Завет, кога израелците се бореа со амаликејците, Мојсе отиде на планината, на гората, на Ридот да се моли. И додека Мојсе се молеше, израелците победуваа. Кога на Мојсе му натежнуваа раците и престануваше да се моли, тие губеа. Што мислите, ако Мојсе не најдеше време да се моли, ќе победеа ли израелците? Овде Библијата ни кажува колку е важно да најдеме време за молитва со Бог. Бидејќи ако ние најдеме време за молитва со Бог, ние ќе победуваме во нашите животи. Ќе ги победуваме проблемите, ќе го победуваме гревот, ќе ги победуваме искушенијата. Ако не најдеме време, па тогаш ќе бидеме губитници. Исто и со Библијата, и со многу други работи. Инаку баш вчера случајно или не налетав на една слика, баш е преведени на македонски, вели: помалку време за скролање или поминување со нашите таблети и телефони и повеќе време за молитва. Погледнете како изгледа семејството, кој што сите држат само телефони, немаат време за Бог. Еве долу, кога имат време за Бог и се молат. Исто е и за Библијата. Ние наоѓаме време да читаме по цел ден на различни статуси, постови на телефоните, но немаме време да ја читаме Библијата. Најдов на еден интересен текст кој што носи наслов Дневникот на една Библија. Замислете, ако Библијата може да си води дневник, што се случува со неа секој ден или во текот на годината. Па еве една таква замислена ситуација го опишува Дневникот на една Библија. И еве како започнува годината. Вели, Библијата си запишала датум, 15 јануари. Веќе цела седмица лежам на полицата. На 7 јануари мојот собственик се сети на мене и прочита само еден краток пасус за Божик, како празничен текст, и пак ме врати назад. 20 март. Дојде пролет и домакините одлучија да ја чистат целата куќа. Ја изчистија и прашината од мене и пак ме вратија на старото место, како да сум дел само од колекција на некои книги. 1 мај. Дојде баба на гости. Таа ме зеде и цело попладне бев во нејзиниот скут. Таа плачеше додека читаше од посланието до Колосјаните, 2 глава, од 5 до 7 стих. 1 јули, семејството ќе оди на одмор. Ме ставија и мене во куфер додека ги пакуваа алиштата за одмор. Ставија и лаптоп, ставија и крстозборки, некои списанија и љубовни романи. Се надевам дека ќе имаат време и за мене. 10 јули. Помина одморот, но никој дури не ме ни извади од куферот. Сега пак сум дома на полица. 1 септември. Летото помина и школската година започна, но никој не се сети цело лето на мене. 15 октомври. Се разболе еден член од семејството. Го викнаа пасторот
и ме ставија на малата масичка во дневната за пасторот да ме види. Пасторот зеде, прочита еден текст и потоа пак ме вратија назад. 23 ноември. Денес е светскиот ден на Библијата. Дали денес некој ќе се сети да ме отвори? Еве, тоа е дневникот на една Библија. Не знам како би изгледал дневникот на вашата Библија, ако таа реши да запишува колку често ја отварате, на кои датуми и колку читате, или само ја вадите кој ќе дојде пасторот на гости, за да ја види. Инаку, ако размислуваме и ако го анализираме животот на Исус, ќе видите дека тој никогаш не правеше компромис со времето кое што требаше да го даде на неговиот небесен татко. Тој дури поминуваше цела ноќ во молитва и секогаш наоѓаше време да биде насамо со својот небесен татко. Никогаш не правеше компромис со тоа време, ниту го трампаше за нешто друго. Што мислите, ако тоа е неважно време, зошто Исус не одлучи, па дај место да ќе се молам, место да се молам ќе спијам. Па место да се молам или да одам во синагогата и да читам, да бидам на богослужба, па ќе отидам на пазар, ќе испазарувам нешто. Исус не го трампаше тоа време за ништо друго. Пишува на едно место дека Исус по својот обичај влезе во синагогата. Исус имаше обичај, имаше навика, тој редовно да оди во синагогата, кој што е еден вид еврејска црква, редовно беше таму на богослужба. И кога веќе зборуваме за неделните богослужби, тоа е исто така едно важно време кое што ние го посветуваме на Бог. И овде гледаме една библиска заповед. Во Евреите 10 глава 25 стих вели да не изостануваме од нашите заеднички богослужби, како што некои тоа имаат обичај да го прават. Овде имаме заповед да не изостануваме од богослужбите. Зошто? Затоа што одењето на црква е новозаветна пракса и библиска заповед. Ние гледаме дека новозаветните христијани после воскресението на Исус секоја недела се собираа заедно на богослужба. И за нив ова беше повторно нешто кое што беше утврден ред, утврдена пракса. За нас одењето на богослужба треба да е исто важно како што е одењето на работа. Како што е одењето на училиште за еден ученик. Или како што е престојувањето во твоето семејство. Дали некој од вас си рекол, па нема да си одам дома стално секој ден, него ќе одам, може би месецот еднаш ќе си одам дома. Не, се знае, каде и да одиш, на крајот на денот си доваѓаш дома во твоето семејство. Или како што за еден фудбалер е важно редовното одење на тренинг. Замислете фудбалер кој што воопшто не оди на тренинг. Кој што доаѓа само кога е надпреварот еднаш во месецот, ама на тренинзи не оди, па колку и да се тие редовни. Или како што е важно за војникот да се вклучи во војните вежби и да биде дел од армијата. Знаете, во сите овие ситуации ние сме отсутни само кога има некаков сериозен проблем. Кога ситуацијата е критична, кога не дој Боже физички сме спречени, сме болни или има навистина сериозна причина. Може ли некој од вас кој што оди на работа да каже, абе, шефе, денеска не бев на работа, комшиката ми дојде на кафе? Што ќе каже шефот? Па утре не оди ич на работа. Седи си со комшиката на кафе. Може ли, замислете, може ли ученикот да каже, учителе или учителке, ова недела нема да одам на училиште, ми се спие од сабајле, не идам. Ама ние така се однесуваме со богослужбата, нели? Ми се спие, нема да одам на богослужба. Комшиката ќе ми дојде на кафе, не одам на богослужба. Може ли еден сериозен спортист или фудбалер да му каже на тренерот, нели, овој месец нема да доаѓам на тренинг, нешто ме мрзе, некако сакам да си поминам време со другарите. Јас познам едно момче на Светлана, еве внукот кој што оди на ракомет. Нема пропуштено, за него тоа е од животна важност. Тој оди на секој тренинг, бидејќи знае дека на тоа нешто е посветен.
И тој сака да напредува во тоа нешто, сака да биде најдобар, сака да успее. На таков начин ние треба да го гледаме времето за богослужба, бидејќи тоа е време во кое што ние духовно растеме, време поминато со Бог. Во порано, ако читате низ историјата, има безброј примери на христијани, дури и црквата била сваќена многу посериозно, богослужбите биле сватени посериозно, така што за христијаните неделата била ден во кој што оставаат се друго и тоа е време за Бог. Дури христијаните биле подготвени важни работи да стават настрана и да се откажат од нив, само за во недела да бидат со Бог, бидејќи знаеле дека тоа е време посветено на Бог. Има еден пример за еден човек кој што се вика Ерик Лидел, кој што е шкотски христијанин. Тој исто така бил спортист, бил човек кој што се надпреварувал во трчање. И тој бил избран од неговата земја во 1924 година да ја представува на Олимписките игри. Бил изврсно добар тркач. Но овој човек бил и посветен христијанин. И за него неделата била свет ден. За него неделата била толку важна, што тој во тој ден не работел ништо. И тој имал еден многу важен принцип. Тоа било света одлука. Тој рекол, во недела секогаш сакам да бидам на црква. Не правам ништо друго. За мене неделата е ден кога треба да бидам во Божјиот дом. И се случило кога бил на Олимписките игри. Тој бил извлечен токму во неделата да се надпреварува, бидејќи таму влечат, не знам како ждрепки, кој во кој ден треба и со кого да трче, и тие одлучиле според распоредот Олимпискиот комитет дека тој треба во неделата да трча и да се надпреварува. И знаете што е одлучил тој? Тој рекол, нема да одам. Ако треба и да загубам, ако треба да ме исклучат од Олимписките игри, ако треба и да не се надпреварувам, јас не одам, неделата за мене е ден за Господ. Тој донесел таква важна и сериозна одлука. И за среќа некој негов колега рекол, добро, ако ти не сакаш да одиш во неделата се надпреваруваш, јас ќе трчам следниот ден, јас ти нудам да го земеш моето место, да се замениме. Така да се замениле со него, и тој следниот ден трчал и Бог му дал да го освои златниот медал. Тој постигнал нов светски рекорд, го освоил златниот медал. Еве, ова е кога некогаш ќе одлучиме да бидеме стрикни и да кажеме, тоа време е за Бог, не правам ништо друго, па што сака, нека биде. И имаме такви многу други примери. Имаме пример за еден мој колега, кој што е пастор на црквата во Струмица, Тони Барбутов. Тој пред да биде пастор бил верник и се занимавал со земјоделие, продавал лубеници. И тој кажува, секоја недела јас одев за струга, ќе го натоварам камионот со лубеници, одам там и продавам лубеници. Од понеделник до сабота тој вели, едва и продадов неколку лубеници. Но дошла неделата, и знаете што се случи во неделата? Вели, на пазарот немаше никој друг да продава лубеници, бев јас сам. И беше моја најдобар прилика сега да ги продадам лубениците. Но јас одлучив, ќе ја спуштам церадата, ќе го затворам камионот и неделата е ден за црква, ќе одам на црква. И вели, јас тоа и го направив. Решив тој ден да не продадам и да отидам на црква. Дури колегите ми вика што беа на другите тезги, абе ти лут ли си, абе сега ти е приликата, нема друг да продава лубеници, сега можеш да ги продадеш дури и по повисока цена. Доваѓа луѓе, вели, ме прашуваа колку ти се лубеници, но тој рече, не продавам денеска, недела е, денеска е ден за Бог. И сите знаеа на пазарот дека јас сум верник. И вели, јас отидов на црква. В тоа време е време за Бог. И еден глас во тебе, нели ти вика, абе, шо правиш ти, будала еден, сега е можноста, но јас решив да го послушам Бог. Следниот ден, вели, понеделникот, останав и во понеделник да ги продавам лубениците, вели, цел пазар со лубеници. Дојдоа еден куп други луѓе, сите продаваат лубеници и си викам, како сега ќе ги продадам. Но вели, интересно беше што Бог некако ги насочуваше сите луѓе на мојата тезга, и јас прв ги продадов лубениците од сите други, и тоа ги продадов повисока цена од неделата. Цената се зголеми и јас земав повеќе пари отколку ги продадов во неделата. Бог ме благослови. И ова се само некои од примерите во кои што гледаме дека ако сме верни на Бог и со нашето време за Него,
тој може да не благослови. Прашањето е дали ние сме спремни да донесеме таква стрикна одлука и да кажеме јас ќе имам свое време за Бог и за мене тоа е приоритет и нема да го трампам за ништо друго. Зошто всушност ни се потребни неделните богослужби? Ние мораме да сванеме дека неделните богослужби, кога одвојуваме време за Бог и кога еве вие денеска сте решиле да дојдете тука, дека ние тоа не го правиме за на некого друг да му направиме услуга. Често пати ние мислиме дека кога ние доаѓаме на богослужба, еве Боже, јас сега ти го давам моето време, ние му правиме услуга на Бог. Оти ако ние не сме тука, Бог нема да може да живее, нели? И Бог ќе колапсира, неговиот бизнис ќе пропадне. Па ајде Боже, еве ќе ти дојдам и на богослужба. Или понекогаш ние мислиме дека му правиме услуга и на пасторот. Скоро еден пастор ми сподели, ми кажа, вика, бе, доаѓа еден верник на мене, вика, еве пак ти дојдов на богослужба да не збориш. Вика, како да доаѓа он на богослужба заради мене, еве ти направив услуга. Но знаете, кога ние доаѓаме на богослужба, не доаѓаме заради пасторот или заради Бог. Доаѓаме заради тоа што на нам ни е потребно. Пак ќе ги споделам примерите од порано. Кога еден ученик оди на школа, тој оди за да му направи услуга на учителот ли? Шо вели, еве ти дојдов на училиште да не збориш. Зошто оди ученикот? Тој оди за да може да собере знаење, да може да израсне во знаењето, не оди заради учителот. Замислете кога еден спортист оди да тренира. Еве јас одам во теретана да вежбам. Кога јас одам, му викам ли таму на газдата, еве ти дојдов да не збориш, еве денеска ти дојдов да не ми префрлиш. Јас не одам заради него, не одам заради собственикот на теретаната. Јас одам затоа што мене ми е потребно за моето физичко здравје, да можам своето тело да го изградам. Еден спортист кога оди да вежба, тој го тоа прави за тој да напредува. Еден војник оди да се обучува затоа што него му е потребна таа обука. Веќе утре кога ќе излезе да војува, ќе излезе на бојното поле, него ќе му биде потребно да ги знае сите тие вештини. Ако тој не е обучен, тој ќе загине на бојното поле. Затоа кога ние доаѓаме на богослужба, доаѓаме да се храниме духовно. Ако еден христијанин не одвојува време за Бог, тоа е како цвеќе кој што не е на сонце. Едно цвеќе, тргнете го од сонцето, отстранете го и ќе видите колку време ќе издржи. Можеби ќе живее недела, 2, 3 и ќе почне да венее. Како што на цвеќето му е потребно сонце, нам ни е потребно да поминеме време со Бог. Нам ни е потребно да бидеме богослужба и заради заедништвото. Знаете, сам христијанин, без да има заедништво со другите верници, без да доаѓа на богослужба, е како една овца која што се одделила од стадото. Вие можете да кажете, некој христијанин може да каже, па ја и дома сум си верник, што мора да доаѓам на црква, што мора да одвојувам време на црква. Ама кој ќе одделите овцата од стадото, што се случува со неа? Доаѓа волкот и ја граба. Таа е лесен плен на волкот, лесен плен на предаторите. Затоа во овој случај нам ни е потребно да имаме време со Бог. Време со Бог кога читаме Библијата, време со Бог кога се молиме, време со Бог кога доаѓаме на црква. Ние го почитуваме Бог со нашето време, но тоа е време и кое што е потребно и за наш благослов. Кога ние одиме на црква, доаѓаме затоа што ни е потребно за духовно да растеме. Бидејќи некој рекол дека црквата е како болница за грешници. Сите ние имаме потреба да се менуваме, да напредуваме, да бидеме подобри. И црквата ни помага во тоа нешто. И ти доаѓаш на црква заради тоа што ти е потребно. Може ли еден пациент кога оди на болница да каже на лекарот, нели, доктор, јас заради тебе идам, иначе не би ни дошол, нели? Зошто одиш во болница? Одиш за да ти биде подобро. Одиш затоа што таму треба да се лечиш, одиш на терапија затоа што треба да оздравиш. Епа за нас богослужбата, црквата е духовна терапија. За нас овде ние духовно сушност ги лечиме своите недостатоци и напредуваме. Ако не си постоен во одењето на црква, тогаш си духовно слаб и си лесен плен на ѓаволот. Еднаш проповедав за цар Давид, кој што не беше таму каде што му беше местото. Зборувавме на тема во која што текстот пишуваше во времето кога сите цареви одеа во војна,
Давид остана дома. И кога Давид остана дома, тој за жал сгреши, падна во грев со Вирсавеа. Затоа што тој не беше таму каде што му беше местото. Исто и со нас, ако ние не сме таму каде што ни е местото, често пати ние стануваме лесен плен на ѓаволот. Кога не си на богослужба, во време кога сите други твои браќи и сестри се на богослужба, тоа е исто како да едно жарче си го отстранил од огинот. Што се случува со тоа жарче, знаете ли? Жарчето бргу ќе изгасне и ќе стане црн ќумур. Јас не сакам да видам црн ќумур. Јас сакам да видам жарче што гори, жарче што има пламен, жарче што дава топлина. Бог сака тоа да бидеш ти, а не црн ќумур кој што ќе бидеш отстранет. Сите они кои што одлучиле да не доваѓаат на црква, да си бидат домат верници, набргу тие стануваат црн ќумур кој што не зрачи со топлина, не испушта ниту топлина, ниту светлина и стануваат за кратко време мртво парче јагле. Затоа Бог сака да научиме и со своето време да го почитуваме. На крајот на краиштата и со ова ќе завршам. Ако ние не научиме или не сакаме да го почитуваме Бог со нашето време, и ако сметаме дека Бог не е достоен да му дадеме нашето време или дел од нашето време да му дадеме на Бог, како тогаш очекуваме вечноста да ја поминеме со Бог? Ако ти не можеш сега да поминеш еден ден со Бог или еден час со Бог, како тогаш вечноста ќе ја минуваш со Бог? Оние кои што се предодредени да вечноста бидат со Бог, во Неговото царство, да имат вечен живот, се истите тие оние луѓе кои што уживаат и на земјата да бидат со Бог. Знаете како викат? Со кој ќе бидеш на земјата, со тај ќе бидеш и на небото. Затоа, ако ние научиме да бидеме со Бог овде на земјата, нас нема да ни е тешко да бидеме со Бог на небото. Ние ќе уживаме да бидеме заедно со Него. И почита спрема Бог е важна и во нашето време, затоа што тоа ни е важно и на нас. Ајде да размислете малку. Човек кој што не наоѓа време да биде со вас, дали го сметате за добар пријател? Сметате ли дека тој човек ве цени и ве почитува? Предпоставете си, го каните неколку пати, ајде дојди на кафе, неам време, најди време за мене, сега толку ли не ме сакаш, најди време. После 2-3 недели па му викаш, ајде да се видиме на кафе и тој пак ти вика, неам време. И на крај што заклучуваш? Овој човек штом нема време за мене едно кафе да испие, поминаа 3 месеци, 5 месеци, тој се немам време, веројатно овој човек не ме ни почитува. Оној што ве почитува, тој ќе најде време за вас. Ти велиш го почитуваш Бог. Ако го почитуваш Бог, најди време за него. Почитувај го со твоето време. Прочитав една интересна изјава, која што треба да е виц. Гласи вака: почитувајте ги луѓето што носат наочари, бидејќи тие пари даваат за да ве видат. Замислите, наочарите коштат, ама дале пари за да ве видат, да може да ве гледат. А замислете Бог колку повеќе дал за да не види да биде со нас. Бог не даде пари за наочари, Бог го даде својот син. Затоа почитувај го Бог со твоето време. Нека Бог не благослови да во ова нешто, во првата работа за која што денеска зборуваме, времето за Бог научиме да го почитуваме. А следните недели, ако даде Бог, ќе зборуваме за останатите 4 работи. Амин.